Јас очекувам дека барем ќе започнат постапка во тој рок, ако е после започнувањето на постапката, ако бидеме запознаени со определена фактичка состојба, тогаш може и да размислиме за преиспитување на одлуката. Меѓутоа, не можеме да толерираме нефункционирање, односно неработење на институциите кои што на крајот на денот идат на штета на сите граѓани во градот. Министерот Филип рече дека не добил помена, утре ден сте разговарале, тоа било само укажување за рокот 30. Законот не познава категорија опомена, значи ние дадовме писмено известување, надвор од таа писмено известување, она што можеше го добие болницата беше казна и затварање на котелот. Тука покажуваме и нашата флексибилност како град Скопје во смисол на тоа дека сакаме да дадеме шанса на определени процеси да започнат ако веќе ги најавуваат дека ќе почнат. Дали може да се размислуваше за едно алтернативно решение, да речеме додека трае грејната сезона, болницата да се загрева на струј? Ако вие предходно како институција, како град Скопје сте ја посетувале таа институција и два пати предходно сте укажувале на одговорните лица во таа институција и не било превземано ништо, мислам дека не постои простор да размислуваме за поинакви решенија.